16-годишниот Орхан Багашов од Тетово од тимот Бионик е дизајнерот на финансиски достапна роботска рака, проект кој е еден од наградените на младинскиот предизвик Генерација без граници. Тимот од 4 средношколци доби награда од $2000 американски и ќе учествува во глобалниот предизвик со шанса да добие дополнителни средства, како и поддршка од глобалната програма за инкубација од партнерите на Генерација без граници за проширување на решението. Проектот е за лица со недостаток на горен екстремитет и тоа дека постои продукт што би им помогнал во секојдневниот живот, тоа е електронска протеза. Ама проблемот со неа е тоа што многу мал дел од овие лица можат да си дозволат таква протеза, поради тоа што најевтината во моментот е $7000. Затоа ние направивме протеза што кошта $250. А сепак има истата функција. И на кој начин ја можат да ја добијат? Тоа е целата идеја, тоа што секој може да го посети нашиот вебсайт ebionics.org и тука може да се снимнат деловите што треба да се 3D испринтат, потоа да се купат останатите делови од AliExpress или други онлайн продавници и со помош на инструкциите се склопи цела рака за еден час. Од тимот сме 4, јас сум Орхан, дизајнерот, потоа Тео е програмерот, Борис знае биологија, биолог, а Ана Марија е задолжена за вебсайт. Повеќе лица покажале интерес за набавка на електронската протеза за лица со недостаток на горен екстремитет, а направено и тестирање кое покажало дека составувањето на деловите е едноставно. Направивме тестирање за дали некој друг би можел да склопи раката без никакво искуство. Излези тоа успешно, дури помалку од тоа што предвидувавме, склопија за 50 минути. Во конкуренција од вкупно 53 тима во првиот круг, освен тимот Бионик, победници се и Mindbenders со своето дигитално ресторанско мени со кое услугите стануваат инклузивни и пристапни за сите.